Прво генерално прашање, што ви е вас впечатокот? Зошто младите се незадоволни во државата? Прво благодарам за поканата сеат да гостуваме на телевизија 24 за можноста. Прашањето околу исилувањето на младите се многу често, не само сега и последниве, 20 години, зошто младите се иселуваат, која е причината за сето тоа. Според мене причината е владењето на властите, континуирано што се случува овие не 20-32 години. Немањето на политика, визија за еднината, за младината и голем дел од причините се големата неправда што се случува во државата, немањето на ефикасно образование, немањето на едноставно правен систем во државата. Ние, ако знаете, во нашата држава би споменал дека која аграрна земја, се помалку се луѓето млади луѓе кои што се занимаваат со земјоделие, а ние сме аграрна земја. Да, тоа рече се да нема. Мислам дека нема млади што сака да бидат земјоделци. Па сега последната информација говори дека просекот на години кои што работат земјоделие е 65. Што значи има над тоа. И тоа е поразително. А ние нормално треба, нели, како ќе се исхраниме? Дали се мислили за тоа за 20 години напред, за 50 години напред, што би се случувало? Голем дел гледам дека од младите работат и во IT секторот. Мислам дека таа сега е најразвиена гранка во Македонија. Да, и некако најмодерна е, ми се чини тоа. И се гледа како најперспективна, да кажем. Најперспективна, меѓутоа пак ќе кажам и тие, иако имаат големи плати, јас знам голем број на случаеви кои што заминуваат од нашата земја и токму е тоа поради нефункционалниот систем овде во нашата држава. И не може да се соочат едноставно со неправдите кои што се случуваат во нашата држава. На секој план буквално. И едноставно патот го наоѓаат надвор од нашата држава, за жал, а тие паметни умови може да бидат овде и да создаваат и нашата држава може да има голем бенефит од сите нив, од тие паметни мозоци, но за жал гледам дека политичарите во наша држава, поготово и сегашната СДСМ и ДПМН власт, и ДУИ особено, да, имаат визија за младите, меѓутоа за младите од нивните партии, кои што јас би рекол, јас лично ги знам, голем дел од нив кои што искрено јас сметам дека тие не се способни, не се за местата кои што се сега таму, не ги заслужуваат, меѓутоа они си прават некој гласачко тело и тоа кој ќе гледат, еве да речеме, некој човек што е непристрасен, млад човек, он едноставно не може да го замисли тоа, нема волја да се бори, апатија влада е голема и решава да си замине. Ако сакаат они да развиваат вештини, они можат да се развиваат и во приватниот сектор. И тоа очигледно заклучокот би бил дека веројатно немаат капацитет да работат во приватниот сектор. Поради немање на тој интелектуален капацитет, они чекаат место во државната администрација. Или тоа го гледаат како нешто што е сигурно, што е безбедно, но го запоставуваат дело дека потоа нема да стекнат вештини и знаење. По мене искрено, јас од тоа што гледам, они таму не отишле за да стекнат вештини. Таму отишле само за да земат плата, како што вика, клати врата, земај плата, да. И ништо повеќе од тоа. И јас искрено сега не очекувам од нив дека они нешто би сакале да се развиваат, за нешто да напредуваат во нивната позиција и нормално, нели, да работат за таа јавна институција да напредува исто така. Тие таму буквално, јас мислам дека освен само што одат на работа, а некои знаеме дека, нели, имаше 3000, околу 3 до 5000 луѓе кои што пред 10 години воопшто не ни одеа на работа од ДУИ. Мислам дека се уште има такве, не се. Па да, тоа се уште има, тога беше официјално, да. Не се само ДУИ, има и други, но мислам дека се уште има. Да, се уште има и за жал не ми е јасно како може тоа да остане така. Да никој не превземе никаква одговорност, да рече чекајте луѓе, има луѓе буквално што седат
таму или некои што не одат воопшто на работа, а зимаат плата, значи ги трошат парите на граѓаните кои што се даночни обврзници на оваа држава, кои што се трудат, еве да речеме, да направат нешто во приватниот сектор, и ги плаќаат данок, за тоа некој да им го зима буквално со седење или неодење на работа. И после гледаме не функционира државата, па нормално нема да функционира. Бидејќи тие се таму поставени исклучиво за гласање. Тоа им е фактички една гласачка машинерија, кој што знаеме многу, еве да не се повторуваме, функционира веќе со години наназад во нашата држава. И еве го гледаме тоа не само кај нас и во соседните држави, за жал. Веројатно тој популизам, тој менталитет кај Балканот е се уште за жал присутен и нашите условно кажано лидери успешно се справуваат со тоа, не размислуваат за тоа дека утре треба да речеме тие кредити кои што ги зимаат за јавната администрација дека треба да се вратат, дека ќе расте јавниот долг, меѓутоа тоа нив не ги интересира, туку не гледат визионерски, туку гледат како да го истераат мандатот, па што биде нека биде, за жал. Блажевски, проблемите во образованието, како што кажавме, тоа е нешто со што децата прво се соочуваат. Тие, значи, тоа е нешто што е прв нив печаток кога полека влегуваат во општествените текови. Ние како политичка партија Демократи во нашата програма ставивме и ќе ставиме голем акцент во преизборната програма за наредните избори. Значи нас во образованието не само што ни требаат реформи, туку ни треба тотален рестарт. Образованието е една, како да кажам, клучна алка во секој систем, во секоја држава, бидејќи ако е добро образованието, ние понатака ќе произведеме и добри лекари, научници, добри луѓе, да речеме, професионалци во безбедносниот сектор и така натаму. Да не ги набројувам. Меѓутоа овдека, како намерно да не се става акцент на овие работи, намерно да не сака да се реформира образованието, бидејќи имам впечаток дека тие сакаат да имаат население кое е неписмено, а кога имате неписмено население, можете лесно да го контролирате и пак се врте околу тоа да го користите во изборите со некои ефтини политички трикови, да ги придобиете и бидејќи нема развиено доволно интелектуална свест, тие може да го шетаат како сакаат и они да владеат. Затоа јас лично и нашата партија сакаме да го смениме тоа и ќе го промениме. Граѓаните веќе препознаваат и им е доста веќе од ваквото владење, од неправдите кои се случуваат. Они ги гледаат сите овие случувања и во образованието, како што кажувате, нема учебници. Тоа е катастрофа. Како може да нема учебници? Истиот тој министер Јетон Шакири ветува дека ќе има и дека ќе поднесе одговорност доколку нема. Еве, нема пак учебници. Тој вика дека он не е одговорен, он се занимава таму со некоја паралелка на албански што требало да се отвори во Чашка. И мене тоа ми е сосема, како да ви кажам, јас ги разбирам нив зашто тоа го прават. Меѓутоа граѓаните треба да се освестат и да сватат дека сите овие работи што ги прават се случуваат токму поради таа неодговорност. Ако некој поднесе одговорност за тоа што Јетон Шакири на време не обезбедил како министер за образование учебници, за него треба да е поведена постапка и онда одговара пред законите. Меѓутоа кога гледате дека имате партизирано и судство, буквално ништо немате независно, он е свесен дека нема да одговара и затоа така тоа функционира. Меѓутоа, ние кога би дошле во позиција, а сигурно тоа ќе биде во наредниот период, следејќи како граѓаните реагираат, ние тоа мора да го санкционираме, бидејќи ако не се санкционира тоа ќе продолжи во иднини, тоа ќе оди во недоглед. А тоа на граѓаните не им одговара и баш тоа ќе придонесе за дополнително иселување на младите. Корупцијата е точно, сега како што кажавте, рак рана на нашето општество. Корупцијата во нашата држава почнува од функционерите. И сега ако ќе видите вие дека повисоките ешалони на власта прават и вршат корупција и не одговараат за тоа, ни нема политичар што одговарал за корупција, тогаш почнува
од портирот, кој ќе види дека нагоре овој не одговара, си размислува дека и он дека тоа треба да го прави, бидејќи овој не одговара, дека и он може тоа да го прави. И тоа така си иде степен по степен и така се создава таа рак-рана. Меѓутоа не оди тоа од портирот нагоре, него оди од функционерот па надоле. За жал. Тука имаме безброј коруптивни случувања наназад низ годиниве и ние немаме никаква правна разврска. Ние имавме случај, еден куп со бомбите, тогашната опозиција, сегашната власт, од кој знаеме дека голем дел од тие пропадна. Одговараа некои како Јанкуловски, Јанакиевски, некои од тогаш министри, меѓутоа тие главните организаторите на сета таа, како што нарекува Европска унија, заробена држава, баш тие не одговараат за ништо, буквално, и тука се создава тој гнев кај народот, таа апатија, кога мислеле дека нешто ќе се промени, меѓутоа ништо не се случува. Измените на кривичниот законник како да беа капак на сето тоа. Значи и оние процеси кои беа во те кои со години се влеча, сето тоа се амнестираше као одеднаш. Ние како партија имавме и први протест за тоа пред собранието на Македонија. Тоа е едно такво случување од државата каде што да случеше во Франција, претпоставувате што би се случило. Меѓутоа кај нас некако тука е народ свамно, како што кажав, во апатија, да буквално не реагира, како да нема волја едноставно за тоа. Меѓутоа ние мора да ги подкренеме граѓаните и да сватат дека промената почнува од нас, од граѓаните. Вие замислете, се носи закон каде што функционерите нема да одговарат или ќе одговараат 1 до 3 години, се намалува законскиот период за вршење кривични дела за време на вршењето на таа функција. Опозицијата ДПМН наводно е против тоа, а оди таму им обезбедува кворум. А после кажуваат колку се они тоа против тоа и се до тоа, меѓутоа они им прават кворум. Зашто го прават тоа? Е директно прашање до нив. Еве јас лично, од лично искуство, јас имав поднесено преставки во внатрешна контрола на МВР против двајца полициски службеници од полициска станица Драчево во 2022 година во март. Дојде до судска разрешница, каде што минимумот за примање мито, затворската казна е 4 години. Они добија 2 години во основниот суд и при тоа еве сега денеска ги гледам се шетаат. И нема никаква одговорност. Дури едниот е унапреден. И како ние да очекуваме, ете од мојот личен пример, како јас би очекувал дека нешто во државата ќе се менува, па нема да се менува. Ама знам дека промената почнува од нас. И затоа сум се вклучил во политиката. Исто зашто знам дека само преку политичка партија, сега мојата политичка партија Демократи, сваќам дека само тоа е единствената алатка на кој што можам да се спротивставам на таквите работи кои што случуваат во нашата држава, бидејќи јас гледам дека многу невладини организации, знаете, вие сте присуствувале сигурно, само зборуваат колку е корупцијата голема, нудат решенија како тоа би се направило за да се намали корупцијата на едно пониско ниво. Меѓутоа немаме никаква имплементација, бидејќи тие извештаи само ги даваат на владата и владата нормално воопшто не ги ни разгледува, директно ги фрла во корпата. Бидејќи сваќа дека тие се невладени и не може ништо против тоа. Јас ги поздравам сите невладени кои што се борат за правда и за борбата против корупцијата, меѓутоа факт е дека не можеме преку тоа да се бориме, мора да се избориме ете преку политичка партија и јас верувам дека во наредниот период ќе се случат промени во нашата држава, бидејќи ова што се случува сега е катарза, ова е мислам дека веќе стануваме Колумбија на Балканот. Вие го видовте и последното случување, ја спомнам со Вања и со Панче Жежовски. Па пред тоа и упукањето во Изгет. Ние сме министерот вели Олија Спасски, сме безбедна држава, дека се намалил криминалитетот. Како се намалил кога имате во сред Скопје во Изгет пукање, имате грозоморно убиство, кој што нели осомничен е лидер на партија, што да се преиспита како тој имал исто кривични дела пред тоа, не бил буквално ништо не бил санкциониран, бил оставен така, имал низ за кривични пријави и он е на слобода. И он си дал веројатно до знаење дека па добре, јас ќе правам што сакам. И тоа ќе им даде потик и на други. Што правиме со тоа? Ни треба да се зафатиме со
кажав не реформи, рестарт на нашето општество. Бидејќи ова што се случува е стварно нешто невидено. Јас мислам дека, верувајте, мислам дека сме полоши од Косово, кое што е многу млада држава